Со транспаренти и фотографии од своите деца, родителите и семејствата на загинатите во трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани и денеска повторно излегоа на улиците, барајќи правда за своите најмили. Родителите на загинатите на денешниот 24-ти поред марш на ангелите во Кочани порачаа дека нема да ги заборават своите деца и правдата ќе ја бараат до крај. Нема да замолчиме додека не се покаже дека човечкиот живот вреди повеќе од чиновничките игри и од нечии џебови. Тука сме и да кажеме: не сме прашина, не сме само солзи, не сме молк, ние сме оган, ние сме болка што зборува, ние сме гласот на 62 ангела. И не ни треба вашето сожалување, ни треба вашето сочувство, ни треба вашата одговорност, ни треба правда. Од надлежните институции побара и проценка на обвинителниот акт со цел да се закажат судските рочишта за овој случај. Велат дека доколку нема проценка на обвинителниот акт во најскоро време, ќе почнат со поинтензивни протести и блокади. Судии во кривичниот суд ќе ја донесете ли оценката на обвинителниот акт или ќе застанете пред политичките интереси? Одговор по локални избори. Нема повеќе трпеливост, бараме итна одговорност. Време е да се стави крај на одоговлекувањето и да се овозможи вистинска правда. Овие барања ви ги доставивме и писмено по пошта, доколку до петок, 3 октомври, не добиеме официјален одговор. Ќе нема повеќе маршеви. Ќе продолжиме со протести и блокади. Нема повеќе мирни чекори, нема повторно молчење. Ова е најголемото масовно убиство во историјата на Македонија и нема повеќе да се продолжи со најмирни маршеви. Трагедијата која се случи пред 6 месеци во Кочани одзеде 62 млади животи, а повредени беа над 200 луѓе. До сега се уште нема закажано судско рочиште во кривичниот суд за пожарот.